Зошто и дали се исплати рударењето криптовалути? Во зависност од влогот зависи вашата добивка. Како? Доколку рударите со риг, да речеме со 5 или 6 графички карти, и доколку не плаќате струја, во тој случај рударењето со риг е исплатлива инвестиција. Доколку рударите со еден компјутер и плаќате струја, тогаш очекувајте вашата добивка да биде помала и да биде потребно подолг временски период за озбилна заработка. Например, за да рударите потребен ви е компјутер и графичка карта со најмалку 6 гигабајти RAM. Послаби графички карти не се исплатливи за рударење. Имајте на ум дека истата графичка карта, додека рудари, е на 100% оптеретеност и доколку немате соодветно ладење, постои можност од прегревање. Ако поседувате графичка карта со 6 гигабајти RAM и да речеме Nvidia 1070, со таа графичка карта би заработувале околу $45 месечно, доколку вашиот компјутер рудари 24 часа на ден. И сето ова секако зависи од моменталната цена на биткоинот на пазарот. Понатаму, добивката зависи од моќноста на самата графичка карта. Например, имате најнова графичка карта, RTX 2060 или уште понова, и со тоа вашата заработувачка на дневно ниво ќе биде уште поголема. За да дознаете што да рударите и колкава е исплатливоста слободно, посетете го следниот линк whattomine.com. Каде и како би можеле да рударите? Најпознати веб страни на кои можете да рударите се следниве. Постојат и многу други начини за рударење, но ова се најчесто користени: betterhash.net и nicehash.com. Потребно е да направите ваш налог тука и да симнете апликација преку која ќе можете да рударите. Апликацијата симнувате од нивните веб страни. Потоа, креирате новченик или волет на кој ќе ги држите заработените криптовалути. Симнатите апликации ќе направат проверка автоматски кои криптовалути се најисплатливи за рударење во тој момент. Откако ќе заврши проверката, ќе стартува рударењето. Постои и друг начин како можете да набавите криптовалути, а тоа е со нивно купување од одредени минувачници на интернет. За да профитирате, потребно е да внимавате кога одредената криптовалута е на ниска цена. Например, истата била на $1000, а во моментот кога сакате да купувате вие е на само $500. Вие можете да купите одредена сума на криптовалути и да чекате истата да порасне, се мисли на незината цена, и со тоа вие би профитирале. Истата постапка ја повторувате повеќе пати во зависност од тоа колку сакате да профитирате. Но внимавајте каде и кои криптовалути ги купувате, бидејќи постојат и голем број скам криптовалути. За да бидете во тек, посетувајте на интернет теми поврзани со криптовалути, како пишани, така и видеа, за да дознаете повеќе. Темава за криптовалути е обемна и не е возможно се да се опфати во едно видео. Затоа, во некој наше следно видео многу повеќе за оваа тема. Тоа беше се за ова видео. Доколку ви се допадна оваа тема, оставете лайк на ова видео. Оние кои првпат се на овој канал, subscribe, а ние се гледаме наскоро. Поздрав!